8 часот и 15 минути се враќаме во студиото на Алфа телевизија и веќе е време за првиот утрински разговор ова утро, а ќе зборуваме на една убава и ведра тема, ќе зборуваме на она што ќе се случува на 19 јуни во јавна соба или во паблик рум, а ќе се случува еден навистина интересен детски камп наменет за дечиња од 6 до 10 години и сите оние учесници ќе имаат можност да патуваат на интересен и детски својствен начин низ, замислете, дури 10 држави низ светот. А ова утро заедно со нас, наша утринска гостинка е Тамара Георгиевска, маркетинг директор од Јавна соба и координатор на детската програма во Паблик рум или Јавна соба, да се изборуваме на македонски. Тамара, добро утро. Добро утро. И добро ни дојде во утринската програма. Кажав дека за да кажеме некои 12 дена на 19 јуни, во Јавна соба ќе се случува навистина интересен детски камп. Така. Да позборуваме малку за кампот, да го најавиме. Па значи како што и споменавте, нашиот камп е именуван околу светот за 10 дена и дечињата во рамки на овие 10 дена ќе патуваат во 10 различни држави од светот. Низ кои држави? Значи вака, тоа се за овој пат, за овој камп ги одбравме Данска, Англија, Франција, Италија, Јапонија, Бразил, Египет, Македонија секако и кој пропуштам, само да се потсетам, Австралија, Бразил го спомна? Го спомена. Да. Значи веројатно Австралија ја пропушти. Значи тоа се 10 држави кои ќе патуваме, во кои ќе патуваме, а ќе го правиме тоа на интересен начин, значи изучувајќи нешто повеќе за нив, на пример еве ќе ја земам Индија како пример, ќе учиме за мандала, ќе учиме за јога, потоа ќе учиме за традиционалната кујна, ќе учиме за традиционалните музички инструменти, за музиката, за националните обележја и така натаму. За кого е наменет овој камп? Рековме дека за дечиња од 6 до 10 години, значи кои што се во школска возраст. Наменет е за дечиња кои што сакаат да го подобрат својот англиски јазик. Кампот е, целата програма ќе се одвива на англиски. Значи, исто е, дали сакате, например, да дадам еден опис како ќе изгледа еден ден? Да, секако. Значи, вака, денот секој ден ќе го започнеме со вежби, ќе бидат јога или други спортски вежби. Потоа ќе продолжиме со запознавање на државата нели која што ќе се работи, ќе се запознаат дечињата со активностите кои што ќе им следат. Потоа секој ден ќе имаат и здрава закуска. Дали закуската ќе биде од државата, за која што ќе се изучува или не? Па некогаш да, некогаш не, нели зависи од тоа дали сите намирници нели може да ги најдеме. Да ги најдете, така. Значи сепак ќе биде тука се подготвено во Јавна соба. Се подготвено во Јавна соба, да, и закуските и ручеците ќе им бидат обезбедени од нашата кујна, од нашиот ресторан, а ќе комбинираме, нели. Бидејќи согласно со вкусовите на децата, не можеме да експериментираме премногу со кујните, значи поважно ни е да ги запознаат, а тоа што ќе го јадат е најважно да биде здраво, не секогаш за жал ќе биде вклопено со државата. Значи, потоа ќе се работи во еден дел од денот, ќе се работат активности според STEM програма. Потоа ќе дечињата исто така ни е важно да читаат, ќе учат песнички, ќе глумат. Значи тоа ќе им биде во оној дел од денот кога да речеме ќе биде порелаксиран. Исто така ќе истражуваат и сами за државата, што е многу интересно. Ќе спремаме еден тефтер кој ние го нарекуваме пасош и внатре дечињата ќе пополнуваат белешки за сите држави, па кога ќе завршат со летниот камп, тој тефтер ќе биде навистина или пасош ќе биде навистина богат со многу информации за државите низ кои патувале во изминатите денови. И ќе работиме и ракотворби, значи ќе има и креативни задачи, дечињата ќе прават ракотворби кои што се карактеристични за државата која се учи во тој ден. И секако ќе гледаме и филмчиња и документарци, нели малку за опуштање, меѓутоа секако тие ќе доаѓаат од државите кои што се учат. Така. Сега може би кажавте веќе дел од придобивките, ама еве како прашање сите оние кои што сакаат да присуствуваат на овој камп, со какви придобивки какви знаења ќе се стекнат? Па вака, значи пред се дечињата ќе се стекнат значи преку групните активности кои што ќе се случуваат во кампот, ќе работиме на социјалниот развој кај дечињата.
Потоа преку јога и другите спортски вежби ќе работиме и на развој на грубата моторика кај дечињата, а преку оние креативни задачи и ракотворби ќе се развива фината моторика кај нив. Значи дечињата ќе се стекнат со нови знаења, нови вештини, знаењата ќе бидат поврзани со земјите секако и со нивните култури. Вештините ќе произлезат нели од ракотворбите кои што ќе ги работат, од тоа што ќе глумат, ќе учат песнички, а како што споменав, бидејќи програмата е на англиски јазик, се очекува дека по завршување на кампот дечињата ќе го зголемат својот речник на англиски и исто така дека ќе го подобрат изговорот. Кои се едукатори и кој го организира овој летен детски камп? Летниот детски камп го организираме ние во соработка со наставници од интернационални училишта во земјава. Истите имаат работено и претходно во интернационални училишта ширум светот, а имаат и искуство во организација на вакви кампови. Уписите до кога се? Уписите и траат... каде може, како може да се сите оние кои што се заинтересирани да учествуваат на овој камп? Уписите се отворени се до 12 јуни, а најдобро е да се пријавуваат сите заинтересирани на телефонскиот број 071 310 103 кај една од нашите менторки, која што нели може да им ги даде сите информации, може да прашаат се што подетално ги интересира за програмата, а ако не го запамтија, може да ни сконтактираат нас преку социјалните медиуми во јавна соба, па ќе ги поврземе, интересни информации. И сега она што сакам да прашаме патувањето. Добро. Како ќе биде патувањето низ овие 10 земји? Па патувањето ќе биде... Рековме ќе биде прилагодено сигурно за возраста на дечињата. Се работи за дечиња од 6 до 10 години. Како ќе патуваат, еве да кажеме, рековте низ Индија? Значи преку активностите што ги прават. Ќе учат за знамето, за другите национални обележја, ќе вежбаат, во Индија на пример ќе вежбаат јога, што е нели дисциплина која што доаѓа од таму. А за Македонија? За Македонија ќе видиме. Сигурно и химната ќе учат така, сигурно и химната во песничките, химната, знамето македонско секако, значи за традиционалната македонска кујна овој пат, за музиката која што е нели карактеристична за нас, за нашите нашите традиционални инструменти и така. Одлично, значи сепак ќе биде тоа на еден достапен начин за нивната возраст. Да им биде интересно, да им биде забавно и да биде разновидно, нели да се опфатат повеќе. Бидејќи сте координатор на детска програма во јавна соба, имавте сигурно претходно повеќе работилници. Претпоставувам пред короната многу повеќе. За време на короната вие ќе објасните како тоа се одвиваше. Каков е обично интересот на луѓето, на децата за вашите работилници кои што ги организирате во јавна соба? Значи интересот е навистина одличен и тоа многу не радува што пред се родителите сакаат да си ги донесат дечињата на нешто поинакво, а дечињата се секогаш навистина радосни излегуваат од кај нас. Значи, нашето искуство е навистина големо. Започнавме уште во 2010-та со организирање на Скопје Дизајн Вик фестивалот. Во рамки на него имаше креативни работилници за дечиња, а потоа во 2015-та кога го отворивме всушност Центарот за дизајн и иновации на 50-та дивизија, исто така си продолживме со работилници во соработка со различни уметници, дизајнери и секакви професионалци во различни области. Значи, уште тогаш имаше многу дечиња, се до 2020, нели, кога за жал поради пандемијата моравме да направиме кратка пауза. Значи, сега тие дечиња се навистина више големи девојки и момци, глава две поголеми од мене, и многу ме радува кога ќе ги видам колку се пораснати. И значи повторно започнавме оваа есен и имаше супер интерес. Кои работилници од есента до сега? На пример имавме работилници за сапунчиња, имавме јога за деца и родители, имавме музички работилници, креативни работилници на најразлични теми, работеа со пластелин, работеа црта, боја, значи повеќе различни теми. Значи сепак интересот е голем за овие работилници. И театар исто така, заборавив, театарски представи имавме. И тоа беше супер. Како представник од јавна соба, организирате и низа настани покрај за деца. Не претпоставам, туку знам дека организирате и концерти, и стендап комедии. Како поминуваат овие настапи кај вас? Поминуваат одлично. Интересот е навистина голем. Например, и концертите добар дел и стендапите си се распродадени доста пред да се случат.
На пример, од концертите, што многу не радува, најголем е интересот за македонската музика. Имаме една вечер, се нарекува македонски шлагери, и тоа има навистина огромен интерес. Се случува од 2018 година па навака и значи публиката навистина го сака тоа и многу не радува што е нели баш за македонската музика интересот толку голем. Тоа се шлагери од минатото, така? Да. Значи има и комбинација нели со понови македонски хитови. Меѓутоа фокусот е ставен на евергрините, да речем. И така, исто така, стендапите се многу посетени, значи, можеби гледачите знаат, можеби не, ни гостуваат честопати Весна Петрушевска, Тино Јатанас од театар комедија, Жарко Јовановиќ или имитаторот, како што повеќето го знаат, од Куманово, Никола Тодоровски од Охрид и други актери, млади и повозрастни од нашата татковина и супер се посетени, публиката сака да ги гледа, се смее и се повторуваат и повеќе пати, бидејќи навистина има голем интерес. Тоа е сега и актуелно, нели? Да, тоа е сега актуелно. Жарко е сега најактуелен, веќе мислам дека беше два пати завчера. така, да. И навистина посетеноста е голема, и јас присуствував на едно од тие, и беше навистина убаво и интересно. Сега доаѓа летото, летото е веќе, да кажам, пред нас, за некои 15 дена. Јавна соба како ќе го организира летниот период? Дали ќе имате и тогаш некои настани, бидејќи просторот е повеќе затворен, нели? А на лето обично сите бегаме малку надвор и на отворено. Имате ли нешто предвидено летниот период што ќе се случува покрај детскава работилница, нели? Да, покрај детскиот камп. Значи во летниот период обично музичката програма ја намалуваме, бидејќи се префрламе на тераса, а не сакаме да им пречиме на соседите. Меѓутоа ќе продолжиме со стендап. Значи стендапите ќе продолжат и да се случуваат и во летото. Шлагерите сигурно? Шлагерите не, ги престануваме, да. Да, бидејќи сепак кога има музички настани, се прави поголема галама, околу нас има згради, не сакаме да пречиме на соседите. Значи музичката програма ја продолжуваме дури во есен, од отприлика октомври, а во текот на летото нешто што нели не прави толкава бука. Нешто помирно, порелаксирано. Да, така што продолжуваме со стендап, организираме и едно многу интересно, бар нас ни е многу интересно пазарче за органски производи. Да, тоа се случува секоја сабота. Значи представуваме најразлични органски производители од земјава, од не знам, маџун, тартуфи, вина, млечни и месни производи и слично. И тоа е едно пазарење така помодерно да речам, значи со дружење, со кафе, со ручек и набавка на се што ни е потребно во следната седмица. Пазарчето ќе си продолжите во текот на летниот период, бидејќи е надвор, така? Да. Си е надвор на терасата и исто така ќе организираме тематски вечери. Значи, честопати ни гостуваат различни кувари во последно време имавме двајца од Турција и од Холандија. Сега ќе продолжиме малку со шпанската кујна, така, повеќе на гастрономија и на здрава храна ќе се свртиме. Значи летниот период така ќе се поминува, сепак имате активности нон-стоп. Детскиот камп завршува, нешто за децата завршува, почнува, кажавме од 19, меѓутоа не кажавме ќе биде во две етапи. Да, ќе биде поделен во 2 недели, како доаѓа од 19 до 23 и од 26 до 30 јуни. Значи за викендот нема да работат дечињата. Дечињата можат да учествуваат на 2 недели, нели што е препорачливо за да ги посетат сите земји, или пак доколку не се во можност, може да учествуваат и само на една од тие 2 недели, значи 5 дена. Така. Што по детскиот камп? Што ќе се случува, зборам за дечињата, дали ќе има нешто организирано и во летниот период? Па не, ова со кампот во јуни за летниот период ќе завршиме со детската програма, продолжуваме од октомври, бидејќи најчесто нели дечињата патуваат, дали кај баби и дедовци или на летни одмори, така што во тој период правиме мала пауза и здравје од октомври продолжуваме повторно со детската програма. Така, детската програма дали ја знаете уште од сега? Дел од детската програма барем до крај на годината? Не, да, се уште не ни е ништо потврдено. Ние имаме соработници повеќе и од претходно, бараме секој пати нови за да понудиме нешто поинтересно, поразлично од она што веќе имало. Меѓутоа во моментов не би зборувала ништо, бидејќи стварно има доста време до октомври, време да се допрецизира тоа се да изгледа убаво спакувано. 19 јуни камп, нели? Кажуваме камп во знак на наводници.
Што треба дечињата, еве како вака за крај едно прашање, што треба дечињата да понесат со себе во својот камперски ранец или во својата камперска торба за да присуствуваат на овој ваш камп? Па вака. Покрај добро расположение, покрај желба за нови знаења? Да, значи ни треба насмевка, љубопитност ни треба и нели желба да учат нешто ново и да се дружат. А во кампот доволно има да се стават само едно шишенце во ранчето, се извинувам, шишенце со водичка, бидејќи нели знаеме колку е важно да бидеме хидрирани во летниот период, се друго ќе им обезбедиме ние. Благодарам многу за гостувањето. Мислам дека доловивме она што ќе се случува од 19 јуни па натаму наредни 2 недели во јавна соба. Мислам дека можеби малку и љубопитството го задоволивме на нашите гледачи. Сите оние кои што сакаат да дојдат на овој камп, слободно нека се јават на кај вас или на социјалните мрежи може да ве контактираат каде што ги имаат сите информации. Благодарам уште еднаш за гостувањето за поканата и ви посакувам успешен летен детски камп. Благодарам.